вечната идеја за оружена борба, предизвикана од социјални и економски причини, која понатаму низ историјата ќе допринесе за отпочнување на борбената традиција. Од особено значење за понатамошниот развој на вооружената борба во Македонија се македонското презвиство во станува 1878 поттикнато од тогашното исклучување на Балканот, кој имало своја предвидена политичка цел за ослободување на Македонија. А тоа сакала идејата дека само со самостојна вооружена борба може да се извојува слободата, при тоа ширија паролата за сплотување на сите без разлика на верската и народната припадност. На последното четврто заседание Седемскиот конгрес го донесе Восстанички дисциплински устав, кој бил изработен од Саратов, Борис Саратов и Димитар Течев. Тој го проделувал насоките на главниот штаб како врховен заповедник на сите вооружени сили на највисок орган на власта на восстаничката територија. Тој е орган што ръководи состојанието и сите вооружени единици. Соопштил пак за единството восстанието е изработена организацијата на восстанието. Македонија е поделена на 6 восстанички родствени окрузи, а овие понатаму на Обои и Реван. Овие панова се дестува со текстот што споменатиот Татар. Така, првата пановски што содржи повед со кратко објаснување за идејата и содржината на текстот. Турскиот Петреше, германскиот автомат Герман, како американскиот Томсон, оригинални фотографии од ослободување на македонски градови и скици со тактичката поставеност на воените единици, од Беларскиот поход и заврших операција за